Државниот санитарен и здравствен инспекторат во соработка со Центарот за јавно здравје во Скопје по налог на министерот изврши вонреден инспекцијски надзор во Центарот за јавно здравје во Велес на 21.4 при што се констатирани низа неправилности, информираше директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Иринка Сотирова Бухова. Таму како прво е констатирано дека сите брисеви за евентуално сомнителни за COVID-19 се вршени без епидемиолошка анкета. Второ, што е констатирано, дека евиденцијата која се води, значи е само како скрининг, а некој пат и ни така, него на рака даден список по кој морат да постапуваат луѓето кои работат во пунктот за зимање на брисеви. Таму е констатирано од епидемиолог кој е дојден од Центар за јавно здравје дека по извршената анкета се ставени покрај петте позитивни, позитивни вработени и се 9 лица ставени како контакти во самоизолација. Со решениот да се нивното време за лекување во домашни услови или самоизолација веќе тече. Директорката Сотирова дополни дека се констатирани низа неправилности, како неносење на лична заштитна опрема и недржење на дистанца на персоналот. Како прво, неносење на лична здравствена опрема од одговорното лице и чести блиски меѓусебни контакти на персоналот без одржување на препорачена дистанца. Ослободување од работа на здравствени работници без никаков основ согласно препораките на владата на Република Северна Македонија. Непочитување на алгоритмите за земање на материјали за молекуларна диагностика, односно непостоење на епидемиолошки анкети за процена на ризик, освен во случајот со веќе познатиот маркет KitGod, каде што на инсистирање на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Центар за јавно здравје Велес ги направи анкетите на вработените, со што се установи дека 15 од вработените се ставени под здравствен надзор, а KitGod маркетот ја продолжи својата работа со останатите вработени кои, тврдам одговорно, по спроведена епидемиолошка анкета воопшто не представуваат ризик ниту за потрошувачите, ниту за функционирање на маркетот. Со овој извештај во теке и министерот за здравство и ние сме во интензивна комуникација за решавање на овој проблем, соопшти директорката Бухова. Тони Димитриевски, директорот на Центарот за јавно здравје Велес, за електронскиот медиум batali.net, вели дека кој работи, тој и греши и не ја исклучил можноста епидемиолозите од Центарот да направиле грешки, кои како што истакна, не влијале на здравјето на граѓаните. Директорот Димитриевски исто така посочил дека одговорност би чувствувал доколку евентуалните констатирани неправилности не се исправат, но сега таква одговорност не чувствувал.